земам учество во оваа јавна дебата за иницијативата на македонската литература да и се помогне со дотација плюс преку издавање на 60 томови. Една селекција вредностна како пресек. Ние носам со себе поканата што ми ја даде пред некое време, пред неколку денови Братислав Ташковски како подсетник, но сепак знам дека во неја се сугерираше да се произнесеме денеска на тема, се едно дали е благовремена иницијативата или малку задослета, што се тоа капитални вредности во литературната уметност, конкретно македонската. Сватив дека организаторот на средбава настои да извлече за почеток на дебатата една поидовна точка, што би требало да ја наречеме обид да се разјасни поимот критериум. Веднаш ке предочам собствена резерва кон смислата на, може би, денешна средба. Таа бездруго инициирана од добра намера, да и се даде максимална транспарентност на акцијата за една државна штедрост. Но треба да се биде крајно предпазлив, сметам, барем во јавните пројави, кога настапи, кога во оправдувањето на една ваква јавна заложба се трга од добра намера. Еден наш филозоф, естет и литературознавец постојано преповторуваше во слични ситуации, предупреда дека и патот до пеколот е попложен од добри намери. Од тука разумот предупредува дека е потребно далеку поспокојно и попредпазливо однесување кон гестот на нашата државна, ќе речем парадно манифестациона штедрост, која својата дарежливост очевидно настои да искористи и за ефтини ефекти пред јавноста, покривајќи исто тоа крупните, евентуални, ќе речем, минуси во новиот буџет, државен буџет, во кој без друго давачките за културата ќе бидат пак очајно и неразумно мали. Ова го кажувам за да не се биде, да не бидеме ние тука и за миг наивни пред едно ново, може би, навитрување меѓу многоте институционализирани државни органи и културата, наполно свесни дека откако постоиме како општествена надградба, сите екстра давачки на државата би требало да представуваат, ако не дубиоза, тогаш без друго небулоза и кон нив ќе треба, барем ние што се сметаме дека сме дел од побудниот сектор на јавноста, да се однесуваме крајно внимателно и предпазливо. Со што ја оправдувам ваквата своја скепса или јавна дилема во конкретниот случај? Па за Бога,